Почитувани гледачи, добредојдовте во уште едно издание, малку поинако на емисијата Што мисли народот, кој што ќе биде една дебата посветена на тема која што малку поретко има место во медиумите, малку поретко има место и во нашата емисија, иако често пати сме говореле во Штип со комуналните инспектори за проблемите во животната средина и вие самите често ги користите и емисиите кои имаме други теми да потенцирате проблеми од еколошки аспект. Сето тоа функционира на таков начин што потоа службите реагираат, некогаш и не, но заеднички се обидуваме да ја подобриме состојбата, барем во поглед на можноста да го кажете своето мислење за состојбата во екологијата. Денеска ќе говориме за екологијата од еден друг аспект, од аспект на тоа колку проблемите еколошки се присутни во медиумите, колку медиумите навистина информираат за еколошките проблеми, за стратегијата за екологија, не само за чистењето и акциите кои ги има, и колку новинарите истражувачки работат на оваа проблематика. Заедно со мене и со вас во студиото се луѓе кои што се вклучени во оваа проблематика, и тоа ќе почнеме од почеток. Мојот колега новинар Гоце Трпчевски, новинар во Нова Македонија, Кирил Ристовски, раководител на проект за еколошко истражувачко новинарство, инаку од невладината организација Флорозон, и како представник на локалната самоуправа Владко Панов, соработник за животна средина во општината, а истовремено и член на стручна служба на работен одбор за управување со отпад во Источниот плански регион. Долго име, да се надеваме дека ќе донесе и резултат. Добредојдовте сите во нашата емисија, во која што ќе се обидеме да фрлиме малку светлина и да представиме што се случува во овој проект. Проектот раководител е, како што рековме, Кирил Ристевски, се спроведува веќе подолго време. Меѓутоа, за да дојдеме до проектот, мислам дека треба да започнеме со мојот колега Гоце, не затоа што сме двајцата новинари, туку затоа што Гоце има долги години искуство во работата на еколошкото новинарство, на теми од екологијата. Гоце, каква е состојбата, дали сметаш дека во Македонија доволно се посветува внимание во медиумите на екологијата? Различни истражувања и мерења, мониторинзи на медиумите покажале дека ова е една од најнезастапените теми во медиумите. Впрочем, тоа се гледа и од информираноста на јавноста. Обично, кога ќе се спомене животната средина, јавноста зборува за она што е најочигледно и за она што најдиректно е засега во дадениот момент, например во Скопје во зима тоа е воздухот, во други градови тоа е хигиената, значи целата област животна средина која што е многу широка се сведува или на еден елемент како јавната хигиена или чистиот воздух, односно загадувањето на воздухот, со што можеме да видиме дека луѓето се многу малку информирани затоа што овие теми многу ретко ги има во медиумите. Проблеми со животната средина може да има и многу неочигледни за разлика од овие што секој ги гледаме, например, каков е квалитетот на почвите, каков е квалитетот на водата, какво е општо водоснабдувањето или во перспектива како ќе биде снабдувањето со храна, вода, сите аспекти што влијаат врз човековиот живот. Меѓутоа, како што гледаме, многу мал дел од јавноста разговара за овие теми во еден поширок контекст, туку ги сведуваат само на она што е најочигледното. Причината за тоа е затоа што и медиумите известуваат само кога има очигледни, директни проблеми поврзани со животната средина. Така, ќе се изнагледаме за Југохром, ќе се изнагледаме за загадувањето во Скопје, во Куманово, насекаде. Нема да знаеме дека во Штип нема мерна станица, не се мери, можеби овде е загадено. Дали на тој начин практично е оставено се на невладините еколошки друштва? Тие беа многу активни, ми се чини, во последно време во внатрешноста, посебно како да спласнуваат во ентузијазмот кој што го има. Со оглед на капацитетите на медиумите во Македонија, значи многу ретко има новинари специјализирани само за прашања од животната средина. Не знам дали има воопшто во некој медиум некој што работи исклучиво тоа на дневна основа, збориме. Многу често проблемите од животната средина ги третираат новинари кои што тоа им е втора или трета област за која што се задолжени во својот медиум. Еви на мене, например, ми е втора област, не ми е прва. Но не затоа што не сакаш, туку затоа што така се поставени се капацитетите на медиумите. Да. Никој нема доволно луѓе, никој нема доволно ресурси. Затоа медиумите мораат да се потпрат многу на работата на граѓанските организации кои што многу потемелно ја истражуваат оваа проблематика. Станува збор за една многу обемна работа која што е
новинарот не може да биде експерт и да разбира од сите страни и затоа е потребна таа соработка во која што како обезбедувачи на информациите и на проблемите се граѓанските организации кои што работеле на таа тема, новинарот заедно со нив треба да најде начин како сето тоа да се представи што подобро и што поефектно на јавноста, за таа да биде и поинформирана, не само за работата што ја извршуваат граѓанските организации, туку и за поширокиот контекст во кој што се третира тој проблем и за начините како понатаму треба тоа да се реши, во смисла на тоа што треба да бараат од оние што се носители на одлуки и што треба да сторат сами како граѓани за подобро судство и зошто е тоа важно. Така, ќе се вратиме со тебе Гоце на оваа проблематика, меѓутоа би сакал да ги слушнам мислењата иако за други делови повеќе ќе говорат и Кирил и Владко. Вашите мислења, Кирил и Владко, за тоа колку сте вие задоволни, што забележувате како гледачи на вести, ги следите медиумите, телевизиите, радијата, вестниците, дали сметате дека е доволно застапена екологијата и еколошките теми во медиумите? Секако дека не. Ние непосредно пред да го започнеме развојот на овој проект, направивме на куса анализа, која што ни даде јасни резултати. Анкетиравме неколку медиуми и увидовме дека застапеноста на еколошките теми во рамки на нивните програми изнесува негде под половина процент. Сметавме дека Македонија, како и останатите земји од регионот, се соочува со предизвикот за обезбедување на поквалитетен амбиент за живот и поздрава животна средина, и медиумите и граѓанскиот сектор треба да играат клучна улога во спроведувањето на така наречените реформи за поздрава животна средина. Значи ли тоа дека е на високо ниво местото и улогата кој што треба да имат медиумите во оваа област? Апсолутно. Со оглед на тоа што самите медиуми ја играат улогата на креатор на јавното мислење по одредени прашања и теми, животната средина треба да се земе, да се разгледува од еден посебен аспект и да се даде посебно внимание. Јас само ќе се повикам на еден извештај од Светската банка, која што го има изработено мислам минатата година, а се однесува за влијанието на животната средина врз продуктивноста на населението и какви се импликациите од негативните последици од животната средина врз развојот на земјата. Според овој извештај се наведува, нормално податоците се прибирани од Државниот завод за статистика. Самиот извештај укажува дека во Република Македонија на годишно ниво умираат од прилика 1350 луѓе како последица од загадувањето, кои што, ако се земе предвид нивното претходно хронични заболувања, отсуство од работа, се доаѓа до бројка дека има илјадници изгубени работни денови, кои што кога се конвертираат во ефективни работни сати и цена на чинење на работна сила по час, се добива негде загуба од отприлика, ќе прочитам ова, негде околу 253 милиони евра на годишно ниво загуба, односно имаме намалување во бруто домашниот производ негде за 3,2%. Ова е застрашувачка бројка, затоа што многу малку првенствено се збори за незе. Второ, животната средина има еден крос-катинг ефект, морам да го користам тој термин, бидејќи не може да нас соодветна терминологија на македонски јазик за ова прашање, и буквално ги засега сите општествени порив, вклучувајќи од економија, здравство, образование, земјоделство, спорт и се она значи што значи еден општествен јавен живот. Повторно ќе кажам дека медиумите, согласно на наше мерење што го направиме непосредно пред стартот на проектот, делуваат реактивно, а не проактивно. Значи, они низ призмата на сензационализмот анализираат одреден еколошки проблем, откако ќе се случи, откако ќе биде присутен во јавноста, и понатаму значи бараат причини, дели, последици и така натаму во однос на ова прашање. А според нас треба да се делува проактивно, значи се превенираат ваквите состојби и да се укажуваат на време.
Така, тоа би значило повеќе галама ќе се крене ако се исечат 2-3 дрва и ќе се буниме за тоа, нема да се задлабочиме во тоа колку тоа што ќе се гради ќе биде со еколошки стандарди, колку ќе загрози тоа самата животна средина, веројатно најчесто дрвета не гледаме шумата или обратно. Латко во источниот регион имаме стратегија за управување со отпад. Се известува за таа стратегија бидејќи се работи на ниво на сите општини. Меѓутоа дали е тоа доволно, дали според тебе лично како гледач и активно вклучен во еколошката проблематика е доволно тоа што медиумите го прават воопшто во врска со информирањето за екологијата? Добро, благодарам на вас како телевизија. Јас и како домаќин од општина Штип да дозволите од моје име, од името на општината да искажем едно добро дојде на колегите од Нова Македонија и председателот на Флорозон, каде што е еден од поголемите активисти за зачувување на здравјето на животната средина и еден голем екологист. Јас на локално ниво ќе зборувам, ние сме задоволни од однос како медиуми регионални, вие како општински медиуми што известувате дека одредени активности како локална самоуправа стално сте со нас, стално ги пратите нашите активности, но од аспект како екологист, како лице што сум задолжен во општината за работа со животна средина, за екологијата и за животната средина никогаш не е доволно. И самите рековте, се дига одредена прашина за сечење на не едни или две или неколку површини на дрва, едноставно проблемот не се гледа глобално за некои посуштествени проблеми каде што треба навистина ние и како град и како регион и како држава да се спремаме. Во секој случај, ние се стремиме за членство во Европската Унија и самите знаете, односно знаат и граѓаните дека на територија на Европската Унија постојат директиви кај што ние едноставно треба да се спремиме, односно да ги почитуваме тие директиви на Европската Унија. Сметаме дека поактивно треба да бидеме во големите проекти. Се случува нешто во источниот регион. Ние у однос на сите медиуми, у однос на медиумот отпад сме доволно застапени. Самите рековте и кажавте дека ние како источен плански регион заедно со североисточниот плански регион сме вклучени во програмата за изградба на таа регионална депонија која што се надеваме дека ќе биде на територијата на источниот плански регион. До сега можам да кажам дека неколку фази од тие европски проекти се случуваат, односно се завршени пред да почне до самата изградба на регионалната депонија. Тоа е регионалниот план за управување со отпад, кој што беше комплетно контролиран и организиран тој план од страна на една фирма конзорциум ангажиран од страна на Европската Унија, тој Енвироплан, каде што дадовме одредени активности. Имавме посета на сите општини, ги согледавме сите нестандардни депонии што екзистираат, општински депонии кои што екзистираат во 11 општини. Второ, можам да кажам дека продолжи оној проект за тендерска документација за затварање на старите депонии. Потоа се согледа фактот и проблематиката како се случува или што се случува во јавното предпријатие во однос на возила, на капацитети, на превозните средства кои што треба да се занимаваат со таа депонија. Исто така и тој проект е веќе завршен и едноставно чекаме од страна на Европска Унија да се распише оној тендер за отпочнување на регионалната депонија во источниот и североисточниот регион. Така, ќе се вратиме на другите активности кои што ги има и локалната самоуправа и во регионот, а пред првиот блок на реклами има уште време само со Гоце да проговорам за уште една тема. Гоце, кој е проблемот? Зошто според тебе новинарите не се задлабочуваат повеќе оно што го реков? Значи повеќе на некои очигледни работи ќе се побуниме и граѓаните, па и новинарите, меѓутоа ретко одиме на истражувачки истории да побараме дали некој почитувал пред изградба на некој објект, дали почитува еколошки стандарди, дали плановите во општините се донесуваат во врска со екологијата. Зошто многу малку истражувачко новиноство имаме во екологијата? Па, новинарите се исто така пред се граѓани. Знаат оноку колку што знаат граѓаните. Може и малку повеќе бидејќи се занимаваат со таа област и имаат контакти, меѓутоа не на ниво на експерти во областа. Во институциите не секогаш се наидува на добра соработка. Тоа мора да го признаеме и тоа го знаеме. Со граѓанските организации
Исто така мора да се воспоставуваат многу повеќе мостови во смисла на тоа дека самите тие треба да препознаваат што е доволно вредно за јавноста да биде информирана, па да најдеме заеднички јазик како се до тоа да го представиме. Меѓутоа, ниту новинарите не може да следат секоја организација што точно прави. И на крајот мора да се добие еден новинарски производ кој што ќе биде интересен за гледање. Ние можеме колку сакаме да продуцираме материјали кои што се важни, бидејќи животната средина засега многу работи. Производството на храна зависи од животната средина, производството, односно снабдувањето со енергија зависи од животната средина. Не е само ѓубрето на улица и воздухот. Меѓутоа, за да дојдеме до суштината и да представиме нешто, мора да имаме нешто што ќе го привлече вниманието на јавноста. Оној сензационализам што го зборуваме, тој може да се употреби и во позитивна насока за јавноста да стане поинформирана, така што ќе развие поголем интерес. Недостигот од капацитет е најважната работа. Бидејќи за една истражувачка сторија да се направи треба многу време, треба и да се вложат некои ресурси, ако ништо повеќе, да се патува на повеќе места, да се трошат повеќе денови и така натаму. Многу ретко медиумите имаат такво време. Во странство имаат да им дадат и година дена да ја истражуваат една сторија и потоа 6 месеци се занимаваат со таа сторија, ја елаборираат, ја развиваат, ги следат последиците. Тука дај ќе се добие една недела за нешто да се заврши и кога ќе се заврши, обично, за жал и тоа е проблем во Македонија, што ефекти нема, едноставно нема да одекне тоа ни тука и управата што е задолжена да ги решава проблемите, ни тука и јавноста, па да има некои последици, како што гледаме, например, во западни држави, цела една структура, цела една институција може да се размонтира после некои истории во медиумите, вклучувајќи истории за животната средина, како например дека инспекциско тело не следело колку нафтените рафинери ги загадуваат локалните реки и потоа целото инспекциско тело беше прочистено од сите кадри што замижувале пред тој проблем. Кај такви работи многу ретко тешко да замислиме да се случи такво нешто. И затоа и не доаѓаме до тоа ниво до кое што новинарите ќе имаат и поголем интерес и медиумите ќе имаат и поголем интерес да вложат труд, ресурси и време за истражувачки истории во областа на дури кога би го имале тоа, значи кога би имале медиуми кои што сакаат да вложат, што не е така дефинитивно, бидејќи медиумите се во таква ситуација во која не може да дозволат еден новинар да го ослободи да работи еден месец, а не повеќе. Меѓутоа, кога би го имале тоа, забележуваш ли од искуството тоа е отпор или некој начин минирање на работата за еколошки проекти од бизнис сектора? Знам дека Министерството за екологија е кооперативно прилично во последно време. Да. Но бизнис секторот, дали сметаш дека на пример доволно се застапени процедурите кога се прави јавна расправа, дали ќе се прави фабрика нова во Пробиштип? Во Југохром Јагуновица ќе се затвора, не се затвора, филтри, долги години се разговара за тоа. Колку бизнис секторот самиот сака да ја блокира некако работата, да не се откријат работи до крај? Па видете, бизнис секторот си го следи својот интерес. Тоа е така според природата на бизнис секторот. Да. Понекогаш бизнис секторот има интерес заради своји промотивни цели, маркетиншки цели да представи дека постигнува некои повисоки еколошки стандарди. И тоа се случува и во Македонија, дори такви примери имаме. Но бизнис секторот не е оставен сам да работи како што сака. Има еден куп институции што се занимаваат со бизнис сектор. Да, Министерството за животна средина е отворено и податоците се достапни и релативно е лесна комуникацијата таму за да се добие се што треба, дури за новинари што не се доволно информирани во областа па да бидат упатени така натаму. Дали само тоа министерство е задолжено за проблемите со животната средина? Буквално целата влада и целата управа на државата е задолжена. Од локалната самоуправа, преку Министерството за економија околу концесии, преку Министерството за транспорт и врски околу изградба на инфраструктура и преку други институции кои што се задолжени да ги дадат дозволите на бизнис секторот и да ги да му возможат услови на бизнисот да работи. Секако дека тоа е многу важно, меѓутоа со почитување на стандардите. Во оваа смисла многу често се случува и во Македонија и тоа е вообичаено и во други држави во кои што Министерството за животна средина во една влада функционира како на некој начин опозицијско министерство, бидејќи тоа мора да ги
Како некој што мора да го имаме едноставно, ајде. Не само тоа, туку како некој што мора да ги контролира другите и ако сите кажат да, ќе зависи од тоа дали тој ќе каже да или ќе каже не. Затоа не е работата само да ги имаме информациите од Министерството за животна средина, туку исто така и од сите други институции. А бизнисот да, нормално дека си го следи само својот интерес и дека ќе ги крие податоците ако не му одговараат. Профитот му е број 1, нормално, и пред било која екологија. Ние сме тука тоа да го откриваме и да ја подигаме свеста, веројатно. Значи, јас би сакал само малку да се дополнам на колегата. Значи, законодавецот во Република Македонија, владата на Република Македонија, Министерството за животна средина, единиците на локална самоуправа, законите, законот за животна средина, законот за градба, значи генералниот урбанистички план, просторниот план ги предвидува оние активности, оние постапки или патека, како што и самите спомнавте вие, доколку се граде, да речеме, одредена инсталација, одредена фабрика, одредено колективно домување или без разлика, тоа има некои постапки пред да самата почне градба, има одредени активности кои што се случуваат во областа на животна средина. Значи самите вие ги спомнавте дека не може да биде ниедна изградена фабрика, ниту колективно домување, да се оформи некоја парцела за домување без стратегичка оцена на влијание врз животната средина. Тука има, од страна на Министерството за животна средина, од страна на единиците на локална самоуправа се организираат тие јавни настапи, но за жал можам да констатирам тоа на локално ниво, не знам какво е искуството во другите градови или во другите региони. Самите ние кои ги организираме тие јавни расправи, претежно тоа е јавната расправа за стратегиска оцена на влијание, позитивните и негативните влијани врз животната средина, многу малку доаѓаат луѓе или невладини организации кои се активни на локално ниво да ги кажат проблемите или да ги кажат своите мислења кои се негативни или можеби ќе се случи да ги кажат и позитивните влијани од одредените активности кои ќе бидат. Сметам дека тука е малце проблемот, ние јас сега зборувам од името на општина, каде што се треба многу да се мотивира невладиниот сектор, вас како медиуми, каде што да имаме јасен и прецизен став во однос на градба, доколку зборуваме за градба. Доколку зборуваме, ние можеме да кажеме, не сме некој град кај што имаме поголеми загадувачи, тоа не значи дека не вршеме некое, нашите инсталации или фабрики или правни лица немат негативно влијание, не вршат дейности од негативно влијание врз животната средина, но сепак тоа законодавецот го има регулирано со оние елаборати за заштита на животна средина, тоа се инсталации или активности од помал обем и второто е од поголем обем кој што се тоа интегрирани еколошки дозволи. Така, благодарам. Со Кирил ќе продолжиме веднаш по првиот блок на реклами во врска со проектот кој што практично има за задача да го подигне нивото на истражувачкото новаторство во екологијата и кој што треба да даде ефекти кои што ќе го намалат она што го говориме сега како своевидна неповолна состојба. Одиме со првиот блок на реклами.